Подпредседателе, нема правда, нема мир. За каква правда денес зборуваме, каква правда во иднина ќе имаме, кога имаме избор на уставни суди по терк на власта. Дали ова ти се европски вредности? Луи Витон судството се сеќавате, сега скоро беше, да ве подсетам само. Денес зборуваме за кандидатот Татјана Васич Бозаджиева. Читајќи ја нејзината биографија, искрено се сомневам дека ќе се оттргне од матрицата на СДСМ да работи во сопствена корист и корист на своите блиски. Господјата како државен секретар во Министерството за здравство советуваше и промовираше приватизација на брза помош, да немаат граѓаните државна и бесплатна помош. Таа, наместо да работи во насока кон обезбедување услови за брза помош и во приватното здравство, сакаше да им го земе на граѓаните тоа што го уживаат како право и здравствена и социјална заштита од државата. Тоа беше и мора да биде оценето спротивно на уставните принципи за здравствена и социјална заштита на граѓаните. Вие во текот на дискусиите, уствари воопшто не дискутиравте во некои контрареплики, ке кажавте дека ние не се откажуваме од партиски инсталации во судството, да ни објасните како државниот секретар од Министерство за здравство за време на министерот Тодоров толку брзо стана истакнат правник, па стигна до Министерството за правда и со 2 проекти, каде била само советник за право и веројатно си го зголемила семејниот буџет, стана кандидат за уставен судија. Саво Климовски и Родна Живковска не се истакнати правници, а Тања Бозаджиева е. Родна Живковска во последните 5 години има објавено повеќе трудови во меѓународни научни списанија, меѓународни научни публикации во земјава и во странство, вкупно 16. Ги има сите наброено. Доктор Родна Живковска има објавено монографии, учебници, учебни помагала и коментари на закони, вкупно 15. Професор доктор Родна Живковска има значајно искуство во работата како член, председател на повеќе комисии, совети, управни одбори, како сенатор во Сенатот на УКИМ, раководител на Институтот за граѓанско право, вкупно 13. Во рамките на стручно-апликативната дејност на Родна Живковска учествувала во повеќе работни групи, комисии за изработка на закони и други правни акти, а има изработено и поголем број на експертски правни мислења од областа на односите посебно поврзани со стекнувањето и заштита на правото на собственост, ги има наброено вкупно 13. Доктор Родна Живковска ги има изработено следниве експертски мислења од областа на стварно-правните односи и тие ги има наброено вкупно 13. Додека во биографијата на Татјана Васич Бозаджиева нема барем ни еден труд напишан и објавен. Па сега, не знам зошто, Родна Живковска професорката не е достојна да биде уставен судија. Стварно не можам да разберам, па ова не им се верува и на луѓето на улица, кога ова им го кажувате, а овде сите вие сте подготвени да гласате. Објаснете во што професионално се докажа кандидатот Бозаджиева, за да може сериозно да размислувам за сопственото гласење. Се сомневам дека овој кандидат, ако биде избран за уставен судија,
ке умее да ги согледа суштинските интереси на граѓаните. За квалификацијата истакнат правник се зборува во Македонија 30 години и на комисијата се кажа дека е потребен закон за уставен суд, како што има закон за судски совет. Ама се плашам дека ако вие го правите законот, пак судиите ќе бидат тргнати настрана, па и адвокатите ќе бидат заборавени и ќе се остави место само за партиски војници. Кога Бозаджиева го стекна искуството на донесување одлуки или одбрана на правата на некој граѓанин или да му пресуди на некој обвинет. Немате одговор на тоа, затоа што нејзината биографија не нуди ништо друго, освен да дискутираме, како што се има дискутирано во изминатите години за некои други кандидати, дали имале 6 или 10 по уставно право, или дава помош на членови на форумот на жени на СДСМ. Ако ја предлагате Бозаджиева, затоа што на Кацарска треба некој да ја врши работата, тогаш ставете некој стручен соработник. Зборуваме, колеги пратеници, за институција која што е браник на основите која прават оваа држава, но која ќе помислам, колку пати го променивте Уставот и имате намера и понатаму да го променувате, и колку пати граѓанинот е заборавен во корист на партиските војници, јасно ми е зошто од овој избор правите нова лакрдија. Ќе ве потсетам само на некои ветувања во Живот за сите и ќе цитирам: парламентарното мнозинство ќе обезбеди брзо и одржливо надминување на политичката криза преку обезбедување реална поделба на власта, функционирање на правната држава и градење на силни и професионални институции. Од ова остана само ке. Ваквата реформска агенда ќе ги овозможи заедничките цели кои ги споделуваат граѓаните на Република Македонија. Подобар живот за сите. Граѓани, полошо никогаш од сега не се живее. Развој на економијата. Економијата испод нивото е. Враќање на демократијата. Каква демократија? Владење на правото и правната држава. Тоа нема научна фантастика е денес. Еднаквост на граѓаните. Ефикасни институции, по-неефикасни никогаш не биле институциите од денес. Квалитетно образование. Образованието е вратено 100 години наназад. Здравствениот систем го руиниравте. Како и подобрување на меѓународниот углед и позиција на Република Македонија. Република Македонија по-понижена од денес никогаш не била. Ја донесовте на 111 место по корупција и по криминал. Владата на Република Македонија ќе работи на создавање услови за независно, департизирано и ефикасно судство. Замислете, со избор на вакви уставни судии, со цел правдата да биде достапна за сите. Како е достапна за сите, да ве прашам, кога Уставниот суд има задача да ги штити слободите и правата на човекот и граѓанинот, што се однесуваат на слободата на уверување, совеста, мислата, јавното изразување на мислата, политичкото здружување и дејствување и забраната на дискриминација на граѓаните по основ на политичка, расна, верска, национална и политичка припадност. Па сакам да прашам, што ќе направат овие уставни судии во врска со оние кутри луѓе што ги затворивте по стотици години затвор, затоа што го бранеа Уставот на Република Македонија, а што ќе направи со оние кои ја палеа канцеларијата на председателот, фрла со бекатон плочки по полицијата, па и вие кои што шаревте и боевте по институциите на државата. Ви благодарам.